Ваше. Боли корне. Ова е прв пат после толку години да не ја започнам емисијата со зборовите добро вечер и добре дојдовте и да ве прашам веднаш како сте. Мислам дека толку пропаднавме во мрак што никому не му е веќе вечерта добра, а и нема причина да ве прашувам како сте, затоа што знам, веројатно сите се чувствувате уништено. Пожарот во така наречената дискотека во Кочани не отепа сите, ни предизвика колективен шок по сите линии, без разлика на класа, години, националност, определба. Нема човек во оваа наша мала Македонија кој не е потресен, растажен и шокиран од овој случај. 59 луѓе. 59 луѓе, поголемија дел деца. На што ќе личат гробиштата за некој ден? На што ќе личи градот Кочани после овој кобен ден? На што ќе личи државата? Дали ќе има нечепнато семејство? Има ли човек што може денеска да остане нормален? Почивајте во мир, души мили. Не знам како Кочани навистина ќе преживее оваа трагедија. И не е само Кочани. Во жртвите, кои повеќето се деца од 14 до 25 години, сите си ги препознаваме керките, синовите, сестрите, браќата, внуките, внуците, братучедите. Секој девојче и момче кој ќе го погледнеме на улица, ќе не подсетува на нив. Овие деца не беа обични деца. Овие деца беа нашите идни инженери, лекари, сестри, адвокати, работници. Они беа иднината на оваа држава. Така што оваа огромна загуба, што еве денеска не боли, утре ќе не боли, неделава, месецов, вистински ќе ја осетиме за неколку години, кога ќе нема кој да не лечи, кој да проектира, кој да суди, кој да гради, или кратко кажано, кога ќе нема кој да ја движи оваа држава напред. После се што имаме преживеано, сите мислевме дека не може нешто да ни се случи, што до толку ќе не потресе од корен, што нема да знаеме што да правиме, што да мислиме. Но ете, добивме шок. Да бидам искрен, во целата моја 30 годишна кариера како новинар, ми се нема случајно да бидам сведок на ваква огромна трагедија. На ваков случај што толку многу ќе ме потресе. Не ми треба живот повеќе. Едно дете имав и тоа го нема. Со овие зборови потресениот татко Драги пред медиумите раскажуваше како дознал за смртта на 21 годишниот син единец. Не ни помислувал дека сосема обично излегување во сабота навечер може да прерасне во огромна трагедија. Ја живот немам, и они ќе страдат. И на мен не би треба едно дете имаше се гина, што да правам? И нините да ги нема, и они да страдат која што страдам. 150 души у едно диско. 500 души диско. Колку години имаше вашето дете со чувство на 21 годинка, само што требаше да живее. Од подог од Кочани. Да се јаве началници на полиција, корумпирани, дроги, другират ги. Шо да, нема шо да... И они да кукат за нините. 150 души, 150 фамилии ќе страдат. Зашо ќе ми живот на мене? Не ми треба на мене живот. Едно детенце имаше, шо ќе ми? Цела ноќ сум таму. Не може да изведат трупове, не може да изнесат сигурно 200 души ќе има деца млади, сите изгорени. Не може да ги препознаат, таму са лешове. Не може да ги изнесат и со хеликоптери, специјалци не може да ги изнесат. Газдите, само пари у джепо, пусти пари проклети. Ја вие мислиш, шо дискотеката на која? На големците.
Што исклучите бе, нека се јават бе. Не ми треба живот бе. На знаат они на кое, на големци на кое, не е на мене. Во шок и со солзи во очите на младите кои синоќа се најдоа во дискотеката Пулс во Кочани, се уште не им се верува што точно им се случи. Се уште не се свесни дека врисоците на присутните ќе резултираат со една од најголемите трагедии од ваков тип во Македонија. Очевидците велат дека за неполна минута искрите прераснале во голем пожар кој ја зафатил просторијата. На почеток не ни сватиле за што точно станува збор, бидејќи мислеле дека искрите над сцената се дел од пиротехничкото шоу. За кратко, пламените јазици и чадот предизвикале паника кај посетителите, кои во брзање и бунило сите се обидувале да истрчаат кон излезот за да се спасат. Велат екипите на пожарната и службата за итна помош брзо пристигнале, но не можеле да постигнат, бидејќи на многу луѓе им била потребна медицинска грижа. Оние кои први го напуштиле објектот почнале да им помагаат на сите кои излегувале од опожарената дискотека. Одеднашка избувна и се беше пламен и искри и брискања за една минута. Мислам дека беше се пожарната и амбулантата дојдоа, ама не беше доволно заради тоа што имаше поише на страдани, од што имаше доволни дежурни екипи. Од синокешниот огромен пожар која зафати дискотеката Пулс во Кочани, медицинска помош побарале 155 луѓе. Во моментов во болниците хоспитализирани се 117 граѓани. Не можам од глава да ги трнам сликите што се случувало внатре, додека оние деца гореле живи или се прегазувале во стампедо. Не можам да престанам да се прашувам што им се вртело во нивните главчиња во тие последни мигови, кога им тропале срценцата, колку кутрите биле преплашени. Не можам, навистина не можам, веднаш ми доаѓаат солзи на очите. Боли до коска, ужас. Дури и зборот ужас е преблаг. Може би треба да измислиме некој нов збор во македонскиот јазик за да го пишеме ова што се случи. И ќе ви кажам дека ичне ми е гајле за презумцијата на невиност. Одговорност мора да има. До кога ќе трпиме да не завиваат во црно? Заедно со Кочани цела Македонија е завиена во црно. Од небрежност, од негрижа, од споулавена трка за пари, од подкупливост на сите нивоа, од наша инертност и од нашиот молк. Па затоа директно ќе се обратам. Не знам кој е тој газдата на дискотеката. Не знам кој е тој што е дал дозволата, тоа шупата што изиграва дискотека. Не знам кој дозволил малолетници да влезат и слично, ама за ова ќе горат во пеколот. Како прочитав на социјалните мрежи, да ги исплачиме, да ги испратиме, па да се одмазниме, да ги одмазниме децава. И тука ќе завршам со моите лични чувства, затоа што ако продолжам, ќе завршам заглавен во оној мрачен круг на омраза во кој не сакам ни да помислам да влезам. Подобро ќе тагувам отколку да мразам. И сега, како и секогаш ќе кажете, па не сме ние виновни, виновен бил системот. Кривецот имал име и презиме. Да, кривецот има име и презиме. Тоа име е корупцијата. Каде во трката по пари и богатство и ние заборавивме каде се, што прават, каде одат и каков живот имаат нашите деца. Не им изградивме можности за убав и среќен живот, вистинско образование, култура, иднина или перспектива. Некој, еве повеќе, немаат иднина. Да, се согласувам дека најголема вина има трулиот систем кој дозволи вакво беззаконие. Но вина носиме сите ние, кои со години прекјутно седиме со скрстени раце и гледаме како пред очи целосно ни се распаѓа општествениот систем на вредности. Зборуваме, коментираме, пишуваме на социјални мрежи, но реално не правиме ништо за да подобриме ситуацијата. По низа трагедии, толку слични во своите причини, последици, ние ќе изразиме сочувство, ќе изразиме дури и гадење и револт и по некое време ќе замолчиме, ќе заборавиме. Правта и пепелта ќе покријат оваа трагедија. До следната. Ништо не се менува. На организаторите, на оние кои издале дозвола за работа на дискотеката, на инспекторите, може би ништо нема да им фали, ама младите животи никој не може да ги врати. Но искрено се крстам и се надевам дека после оваа трагедија, дека после овој колективен шок, нешто ќе се промени и тоа од корен. Реков, може би сега сите жалеме, плачеме и гледаме со неверување. И како и секогаш по некое време повторно ќе си најдеме некој механизам со кој ќе си го оправдаме кукавичлукот, со кој повторно ќе замижеме и нема да си признаеме дека сите сме виновни што цели 3 децении замижуваме.
Замижувавме за Палчо, замижувавме за возачот што усмрти Фросина, замижувавме за модуларната болница, замижувавме за сите вакви и слични локални моќници кои можат да си дозволат некоја шупа да им изиграва дискотека и да пушта малолетници. Умираме затоа што не прегледуваат кочници на автобуси на технички преглед, зашто се набавуваат квази болници кои се правени како да се зоолошка градина. Деца ни горат живи за да некој прави пари од објект. Шупа која работи под сите безбедносни стандарди. Во сите случаи некој замижува на едно око за некој помине поевтино или да направи пари. Народот жив низгоре. Сакале да си признаеме или не, сите бевме изненадени од ова што се случи. Не само од суровоста, туку и тоа дека вакво нешто може нам да ни се случи. Таа сурова реалност која не сакаме да си ја признаеме, дека и кај нас најневините можат ужасно да загинат. Тоа е тоа што се однесува на нас како општество, а тоа што се однесува на трулиот систем, тоа е посебна приказна. Тоа е тој систем кој во последните 3 децении целосно е ставен во функција на криминалци, убици, дилери, квази политичари, локални шерифи, малски насилници. Систем од кој сега се шири реана трулост. Влегов во политиката да променам нешто. Најдов на систем длабоко корумпиран кој е создаван и негуван со децении, чиј дел се лица од сите партии од секакви профили. Тој систем, ако не се сруши, оваа држава нема никогаш да ја биде. И тој систем не може да се сруши лесно и брзо, затоа што е граден со децении, не со месеци и години. Тој систем е одговорен за смртта на 60 луѓе, повеќето деца. Проблемот кај нас е што посебно во последните 10 години овој мрачен систем целосно го изеде оној правилниот. Кај нас непочитувањето на законите, бркањето врски, подметувањето, па и неказнивоста стана главна одлика на трулиот систем, кој не донесе до ваков ужас. Верувајте, се почнува од кинење на една обична казна за паркирање, кинење на една казна за точење алкохол, врски да се добие дозвола за ова, за она, за отварање кафич или еве диско, па се до прогледување низ прсти и премолчување на милионските криминали. Ова појава не е нова, си ја влечеме од независноста до денеска, но во последниве години таа станува неиздржлива. Па погледнете само како завршуваат сите поголеми афери, судења, сите нерасчистени убиства, покотници низ трговски центри и слично. Што се случи со Боки 13? Што се случи со Рашковски и софтуерот? Што се случи со Зекири и тендерот? Што се случи со Ангјушев и модуларните? Филипче, луѓе, нам живи низ гореа луѓе во болница, а освен продолжениот кабел, нема други виновници. Доктори и сестри краделе лекови од луѓе болни од рак и после толку години уште некој не е осуден. Каде е Груби? Или последниот случај, кога дознавме дека ајде што украле над 160 милиони евра народни пари за увоз на некаква си нафта и мазут. Абе тие намерно не труеле, увезувале отровен мазут со кој директно не убивале нас. Резултат на сето ова е некој си тамо во Кочани да си дозволи да отвори дискотека, да дозволи малолетни деца да влегуваат и да прави огномет во просторија во која, како што видовте, цигара да запалиш може да избувне пожар, а не нешто друго. Овој трул, мрачен систем со години е целосно без контрола. Дури сега, можеби, од минатата година почнаа работите да се менуваат. Затоа реков, и покрај тоа што сега сите сме во шок, се надевам дека кога ќе ни се разбистрат главите, за прв пат ќе видиме дека заврши она како и досега. Ќе повторам, почивајте во мир, деца. Царството небесно нека е ваше. Реков толку за личните чувства и за системот кој ни го даде овој нус производ наречен дискотека Пулс во Кочани. Ајде сега да видиме што знаеме што се случи. Еве ги видеата кои кружат на секаде по социјалните мрежи и каде што се гледа како започна овој пекол. Погледнете го огнометот и обрнете посебно внимание на кровот. Costume para
Идете напор, ќе се вратиме. Идете напор. Еден обичен огномет ни одзема 60 луѓе. Кој е тој што со здрав ум дозволил во ваква затворена просторија да се испали ваков огномет? Како реков пред малку, од ова што можеме да видиме, во ова така наречено диско цигара да запалиш може да пламне пожар, а не пак нешто друго. После ова можеме само да замислиме што се случувало. Сигурно сите ги има фатено паника и сигурно секој гледал како да се спаси. А како да се спаси кога просторијата наречена дискотека не ги исполнува ни минималните услови за да прибере толку луѓе? Колку што разбрав, на прозорите имало решетки и имало само еден влез и излез. Објектот кој служел како дискотека во Кочани, да ти бил изграден пред 26 години, легализиран во 2005 или 2006 година, но никогаш не побарал елаборат за противпожарна безбедност. Еве како што слушнавме од Дирекцијата за заштита и спасување, уште утврдуваат дали легално се пренаменил во објект кој може да организира забави за голем број луѓе. Тоа што можам да потврдам сега дека овој објект е изграден од 1999 година, значи тоа како информации. Значи моментално нашите двајца инспектори се на лице место, ги утврдуваат сите причини и утврдуваат дали се запазени законските обврски при изградбата на овој објект. Значи, овој објект согласно нашите информации е легализиран во 2005 година како објект. Дали имал пренамена, дали извршувал други обврски функции, тоа ќе го утврдуваат нашите инспектори заедно со јавниот обвинител. Како бре куќарка изградена пред 26 години, тоа како дивоградба, сега станала дискотека? Како тоа е легализирале? До ден денеска никој не побарал елаборат за противпожарна безбедност. Па уште дури сега се утврдува дали воопшто легално го пренаменил објектот за да организира забави. Како што разбрав, газдата со години барал дозвола за дискотека која не ја добил, но некако добил лиценца за кабаре. Кој бе побогу му дал ваква лиценца? Па уште фалсификувана. Како бре малолетни деца да одат во диско или кабаре до 3 часот наутро? Деца од 14, 15, 16 години. Конечно ете во 2024 ја добил лиценцата, ама како што слушнавме, и таа била фалсификат. Каде е тука јавната администрација? Каде се инспекторите на службите кои треба да вршат контроли и инспекции, посебно во малите градови и руралните места? Тоа е тој систем кој за ситна пара затвара очи пред безбедносните и здравствените стандарди за да се ги задоволат алчните бизнисмени и газдите на локали, кои работат без никаква контрола, без надзор, без ништо. Во една ноќ, речисти исто толку луѓе ни загинаа, луѓе колку што во војната 2001 ни загинаа. Зошто? Заради тоа што некој идиот сака да вози джип, скапа облека да има, да се прчи со парите, направил диско во благоречен објект кој повеќе наликува на штала отколку на било што. Па погледнете само што е тоа што било дискотека. Зарем ова ви личи на дискотека? Како реков, на штала ми личи. Но ајде да почнеме од почеток. Каква е процедурата за да отворите ваков објект? Кога сакаш да направиш или изградиш било каков објект, прво и основно, треба да имаш проект. И врз основа на него треба да имаш и изведбен проект. Кога за тоа ќе добиеш дозвола, градиш, но мора да имаш надзор кој проверува дали градиш по проектот што си го дал.
За вакви објекти, како што се кафе барови, дискотекови, сали и слично, каде што планираш да собереш поголема бројка на луѓе, мораш да имаш испланирано колку квадрати имаш, за да видиш колку луѓе може да собере и врз основа на тоа добиваш зелено светло. Не знам точно колку е во моментот, но на времето беше еден човек на 1 метар квадратен. Дали од ова што го видовме во Кочани мислите дека има некаков план за тоа колку луѓе може да собере? Тешко. Друго, исто така важно, можеби и клучно за овој случај. Какви материјали планираш да користиш? Како што можевме да видиме, оваа штала во Кочани има покрив од така наречени салонитки, полни со азбест, како да е градена од пред земјотресот. Вакви кровови се забранети и таму каде што има, тие мора да бидат заменети. Овде гледаме од снимките, ништо не е заменето во кровот и пожарот се проширил токму од таму. Огнометот, нели видовме, го подпалува овој кров од салонитки. Не се. И да го заменил кровот. Објектот морал да има и посебни дојавувачи за пожар. Тоа се оние мали апарати за аларм што ако осетат чад веднаш нели испуштаат звук. Такво нешто овој објект колку што видовме немало. Освен аларми, мора да има и посебни противпожарни апарати кои за вакви места треба да се на одредена висина, на одредена далечина. На видеото видовме еден таков апарат, но не верувам дека имало доволно. Потоа, за ваков објект треба да има посебна инсталација со заземјување, за не дај Боже да не избие краток спој. И тоа го нема. Ако станува збор за објект каде се собира поголема група на луѓе, мора да има нели посебни противпожарни излези, посебно обележени. Оваа така наречена дискотека не само што немала такви, туку имало само еден влез и излез. И затоа голем дел од жртвите не се само од пожарот, туку и од стампедата која го предизвикала паниката и веројатно се загушиле. Сега, и да ги има сите овие работи, проект, изведба, надзор, квадратура, аларми и слично, некој треба да провери дали е така. Тоа го прави инспекција. И тука има една цака. Тоа го прават приватни луѓе, лиценцирани, кои главно, како што реков, се приватници, но и луѓе од факултетите и слично. Тие одат, прават инспекција и извештајот го носат во надлежен орган, односно министерство. Врз основа на тој извештај, институцијата дава дозвола за работа. Но пред да ја даде дозволата, таа институција мора да испрати некој, не само да го види извештајот, него да испрати на терен да види дали таму е се точно како што е напишано. Мислите дека некој тоа го направил за оваа штала во Кочани? И приказната не завршува тука. И да го поминете се тоа. Еднаш годишно треба да поминува инспекција да проверува дали е се во ред, односно дали објектот уште ги исполнува условите. Без разлика за тоа дали се уште ви трае лиценцата или треба да ја обновите. Искрено мисли некој ќе ми каже дека ова е така наречена дискотека, некој отишол да ја провери. И не само тоа. Во Македонија имаме хроничен недостиг на инспектори. И сето ова што го набројав досега не важи само за дискотеки. Ова важи за бензински пумпи, трговски центри, дуќани, кафе барови и слично. Се надевам дека овој случај нема да заврши како останатите трагедии од минатото или не дај Боже да ни се повтори. Да заврши како кабелот на модуларната болница или како кочниците на автобусот. И искрено мислам дека нема. Зошто? Затоа што простор за мрдање веќе нема. Министерството за внатрешни работи во координација со јавното обвинителство до овој момент во врска со овој кривично правен настан има осомничено повеќе од 20 на лица, околу 15 лица се во полициска станица, дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица
кои што моментално се во полициска станица, се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрани. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Дел од приведените кои што се во Кочани, се луѓе кои, како што напоменав, биле организатори на самиот настан, дел биле вклучени во рамки на обезбедување, дел биле вклучени во рамки на други активности кои што се случувале вечерта. Разговор од страна на полициските службеници во Скопје со очевидци на настанот и извршен со над 25 лица досега и континуирано ќе се продолжи со прибирање на соодветни информации поврзани со кривично правниот настан. Имаше прашање во врска со лиценцата за работа и така натаму. Легална лиценца за работа оваа фирма нема. Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка, но сакам едно да кажам, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија, е поврзана со мито и корупција. И сакам да и напоменам на македонската јавност дека, за разлика од претходно, во овој случај имаат име и презиме тие кои што се вклучени директно во рамки на нелегалното издавање на лиценци и ќе одговараат за тоа. Во однос на прашањата кои што ми ги поставивте претходно. До сега се утврдени повеќе од 20 повредени малолетни лица и 3 починати малолетни лица. Во дискотеката имало негде, согласно првичните информации кои што ги имаме, околу 500 лица, негде околу 250 карти се продадени согласно информациите кои што ги имаме добиени. Имињата на почитатите по завршување на идентификација ќе бидат доставени до семејствата. Идентификувани се најголем број од жртвите. Сите тела кои што беа во рамки на кривично правниот настан се извадени од лице место. Во критична состојба имаме 22 лица и дел од овие лица ќе бидат пренесени со авион во Турција, дел во Бугарија, дел во Грција и истите ќе биде даден соодветен третман за нивно лекување. Денес Македонија плаче, ама одговорност има за секој еден од корумпираните, неодговорните и секој еден кој што има директно или посредно влијание за настанување на овој кривично правен настан. Така е, има име и презиме. Едно од тие имења Вечерва и Крешник Бектеши, кој е бил повикан во полициска станица. Да видиме што ќе открие истрагата. Инаку владата донесе и одлука за прогласување на 7-дневна жалост на територијата на цела држава.
велат дека секој мора да се придружува до одлуката, бидејќи казните за напичтување ќе бидат ригорозни. Во овие денови Министерството за надворешни работи исто така ќе отвори книги за жалост во рамките на Министерството и во амбасадите заради огромната несреќа. На владина седница се донесе и одлука со која се задолжува Државниот пазарен инспекторат во наредните 3 дена подитно да изврши вонреден инспекцијски надзор врз сите угостителски објекти кои се кабаре, ноќен клуб, дискотека на отворен простор на територијата на цела држава. И за наодите од тој надзор веднаш да извести владата, за да се утврди фактичката состојба дали истите работат според стандардите и ги исполнуваат условите кои ги пропишува законот. Владата донеси заклучок за активирање на механизмот за барање на меѓународна помош. Ја информира јавноста дека во соработка со МВР и другите институции целосно ќе работат на случајот и да се приберат сите материјални докази и, како што рече министерот, секој еден што е инволвиран во овој трагичен настан и свесно придонел за загрозување на човечки животи ќе биде изнесен пред органите на правда и соодветно ќе одговара. Токму така, сега е време на огромна акција. Бескрупулозна треба да биде, остра и темелна. Секој што на било каков начин е вклучен во оваа трагедија, од газдата, преку инспекциите, администрацијата или локалната власт, мора да одговара. Нема тука овој било од оваа партија, оној од онаја, нема овој е близок со овој и слично. Не. После 3 децении корупција, импровизации, алчност, неправедност, неказнивост, несовесност, време е да кажеме доста е. Сликата од така наречената дискотека нека ни остане само во сеќавањето како огледало каков бил системот. Огледало кое за жал еве денеска повторно по црно незапознат цел свет. Балканот во тага, Европа во жалење, светот со пораки за сочувство за страшната трагедија која се случи во Македонија. Понуди за помош стигнуваат од цел свет. Председателот на владата Мицкоски имал разговор со генералниот секретар на НАТО Марк Руте. Се разговарало за актуелната несреќа и за можно активирање на НАТО системот за спречување несреќи. Во овие моменти остануваме обединети и одлучни во борбата против корупцијата, промена на системот и одговорно за причинителите на несреќата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изрази жалење за трагичната загуба на животи во пожарот во Кочани. Сочувство стигна и од еврокомесарката Марта Кос. Моето најдлабоко сочувство до семејствата на жртвите и сите погодени. ЕУ се солидаризира со народот на Македонија во ова тешко време. Длабоко натажени од трагичниот пожар во Кочани, Македонија, кој однесе животи на премногу млади луѓе. Унгарскиот премиер Виктор Орбан во телефонски разговор со премиерот изрази сочувство до македонскиот народ, пред се до семејствата и пријателите на загинатите. Сакам да изразам најдлабоко сочувство до премиерот Христијан Мицкоски и македонскиот народ, поради трагичниот пожар што избумна вчера во Кочани. Нашите мисли и молитви се со семејствата на жртвите. Председателот на Србија Александар Вучик информирал македонската председателка дека испраќа хеликоптери и други медицински средства кон Македонија. Изрази искрено сочувство до председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод страшната трагедија во Македонија, која длабоко ги погоди не само луѓето во таа земја, туку и сите нас во Србија. Понудив, а председателката прифати да испратиме хеликоптери и други медицински транспортни средства. Поранишниот министер за здравство на Романија, Владвио Кулеску, апелираше до властите во Македонија да побараат европска помош за жртвите со изгореници. Ниту една земја во ЕУ, ниту една земја во светот не може сама да се справи со толку голем број жртви со тешки изгореници. Македонија учествува во механизмот за цивилна заштита на ЕУ и може да побара помош во случај на големи катастрофи. Ова е токму таква ситуација. Председателот на Бугарија Румен Радев на социјалните мрежи ја сподели болката на граѓаните на Македонија, во која загина и беа повредени многу луѓе. Пожарот во дискотека во Кочани е огромна човечка трагедија. Им изразувам сочувство на семејствата на загинатите и мои најдобри желби за оздравување на повредените. Сочувство за загубените животи и подготвеност на Грција да помогне изрази грчкиот премиер Мицотакис. Моите мисли се со жртвите и нивните семејства, а на повредените им посакувам брзо закрепнување. Грција е подготвена да помогне во ова тешко време. Пораки со сочувство упати хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. Председателката на Косово па кажа дека губењето на млад живот е чувство што не може да се искаже. Деструктивни вести од Кочани, Македонија, губењето толку многу млади животи е трагедија што не може да се искаже со зборови.
Премиерот на Албанија Еди Рама исто така сочувствува со големата трагедија во Македонија и изрази подготвеност да пружи секаква неопходна помош. Кога ја дознав веста, останав без зборови и се молам повредените да закрепнат, а семејствата на жртвите да најдат сила да се справат со нивната неутешна загуба. Руската амбасада во Македонија изрази сочувство исто така. Веста за трагично загинатите повеќе од 50 млади луѓе во дискотеката во Кочани ја пренесоа сите светски медиуми. Луѓе, дури и папата во Ватикан и Зеленски, кој во моментов води војна, не изрази сочувство. Ова не е несреќа, ова е масовно убиство. И сега, како што реков, мора да заигра народски кажано сатарот. Памтите, пајак напад на полицајка. Само 6 месеци условно за собраќајка со смртни последици. 3 години за прегазена девојка на пешачки, воспитна мерка за дилање на дрога. Политиката на неказнивост што се промовира во Македонија цели 3 децени, а посебно во последните 7 години, е тоа што доведе да ни се случуваат трагедии како ова. Токму така, Македонија нема толкави проблеми со законите, туку со фактот што тие воопшто не се спроведуваат или како што гледаме се спроведуваат како што им одговара на поединци, нели како во случајов Дивоградба, кој изградена пред 26 години да прерасне сега во дискотека. Имало пријави за малолетници и слично, ама никој не казнувал. Едноставно, дури да се имплементирале и најлошите законски решенија, би било подобро и би имало помалку последици отколку нивно целосно непочитување или кршење. Па да беше така, може би овие деца ќе беа живи денеска. Значи тоа се тие апсурди на нашиот систем. Кратко и јасно, во Македонија од независноста до денеска, пред се во последниве 7 години, се промовира и се спроведува еден систем на неказнивост, како правило на однесување, а треба да биде обратно. Треба да биде промовиран систем на законитост и казнивост на секој сторител за било какво казниво дело, колку и да е тоа мало. И тоа буквално како што е наведено во законите, затоа што џабе ние закони ќе унапредуваме ако никој не ги спроведува. Како реков, ова не е несреќа, ова е масовно убиство. Сега ќе игра сатарот, затоа што ако вака продолжи, нема нас да ни треба војна. Сами ќе си истребиме. И емисијава ќе ја завршам со еден познат цитат на дедо Миколе. Како само за нас, македонците, да се создадени сите црнила на овој век.